Максим Димитриевски, кандидатот за градоначалник на Куманово, додека извршува функцијата градоначалник, се стекнал со илјадници квадратни метри државно земјиште. Општина Куманово извршила продажба на над 26 хектари атрактивно државно неизградено земјиште на локацијата Живкова Карпа. Документи од катастарот за недвижнини покажуваат дека Максим Димитриевски купил 9961 метар квадратен во местото Црвенки државно неизградено земјиште. Продажбата на ова земјиште по цена од 1 евро по метар квадратен ја извршила општина Куманово, што значи градоначалникот Димитриевски продава, градоначалникот Димитриевски купува државно земјиште. Покрај Димитриевски, парцела од иста квадратура на оваа локација купил и Бојан Јордановски, син на вработена во општината и на директорот на основното училиште Толи Зордомис. Но тука сомневањата за злоупотреби не завршуваат. Деталниот урбанистички план за оваа локација предвидува урбанизација и нова викенд населба. Па така, земјиштето купено по 1 евро за квадрат по урбанизацијата и поделењето на помали парцели за некое време може да вреди и 50 евра за метар квадратен. Односно, за вложени 10.000 евра да се заработат и 500.000 евра. Премногу детали укажуваат дека купувањето на државно земјиште од страна на Димитриевски не е случајно. Затоа ги повикуваме надлежните институции да покренат соодветна постапка и да го истражат овој случај. Почитувани, секојдневно јавноста го гледа вистинското лице на Максим Димитриевски, кој лажно се представува како социјалдемократ.